Итар пеел во берберницата. Дошол Итар пеел во Прилеп на пазар да продаде нешто, да купи нешто и да однесе некоја пара дома, да му се најде за злочас. Ги нарами и сагите на рамо и две грниња, враце и пукара-чукара дошол и никаде наан не се вратил, бидејќи не терал добиток да го врзе, ами така со товарот на рамо влегол во една берберница да се подстриже и избричи, па после ќе оди да бара муштерии за стоката што ја носел во дисагите и грнчињата. А не еднаш пеел наоѓал муштерии за својата стока и тука по берберниците и други дуќани, та ја арчил без да оди на пазар и да плаќа дулија и други дажбини. Влегол во берберницата каде што го познавал добро берберот и калфата и ги оставил дисагите и грнчињата до столот за бричање. Калфата што туку добричувал еден муштерија и веќе го пудрел кога пеел седнал на столот и берберот го прашал: да го симнам руното пео. И веќе му ја симнал валаницата од главата и почнал да му ја бушави инаку бушавата коса. Ке го подсимнеме, ама не сосема. Сакам да ме направиш угич. Знаеш како ги стрижеме ние во Маријово угичите? Со самарче на грбот. Така сакам да ме направиш, му одговорил пео. Берберот почнал да му ја врзува крпата околу вратот и го продолжил разговорот. Јас не знам. Зошто сум бербер ако не ги знам сите чешити, стрижања и бричања? Ти само седи ке видиш што угич ке те направам. И си ги зел ножиците, обрнувајќи им се на калфите и на добричениот муштерија Томо. Го слушате пео наш како сака да го стрижам, како угич вели. Сака да се рогуши пред Маријовките како угич меѓу овците. И ќе го направам и луѓе и сам да не може да се познае. И си почнал да го стриже пеа, напратија како што се стрижат јарците и козите. Пеа одпрвин почнал да се кремши, да трепка со очите, да гледа во огледалото, но веднаш се тргнал и му ја фатил раката на берберот викајќи: стој, побратиме, стој! Почнал уште повеќе да се звери во огледалото, да ја врти главата подобро, за да го види стрижењето, па му врекнал: ти така напразно си се палел, побратиме. Изгледа абер си немаш како се стрижи брав угич, а како прч чепиш. Јас ти реков да ме стрижиш како угич, а не како прч напратје. Берберот се тргнал од пејовото викање и небарем почнал да се чуди. Сега знам, со самарче сакаш, нели? Ти рековде со самарче, не вака напратје. Ти само седи и мирувај, ке те направам како што сакаш. Почнал да го подстрижува високо, како што на пеа му останала коса само на темето. Нешто налик на китајско перче. Пео се погледнал во огледалото и почнал задоволно да се смешка. Ете така, ова се вели угич. Сиот подстрижен, само по грбот самарче. Ох, издигнал Пео и си ја истресол косата. Берберот ја симнал крпата од пејовиот врат, па го прашал: и бричање, Пео, зар не? Аха, потврдил Пео со главата. Берберот пак му ја клал крпата околу врат на Пеа и му се обрнал на калфата. Ајде, дете, насапуни го братучет ти Пеа, да му го тргнам бричот. Во тоа време муштеријата Томо беше станал од столот и сакаше да си оди, но сакаше прво да види што ќе стане со пејовото бричање. Та кога берберот му рече на детето да го насапуни Пеа, Томо се замеша во разговорот. Зошто да го сапуни? Толкав маж јунак ќе го сапуни. Срамота е. Како ме избрича мене на суво, ќе го избричиш и него. Не дека е тој почурук од мене. Пео веднаш пламна. Кој почурук од тебе?
Пеот Маријово подолен од еден јорганчулук граѓанин. Кога ги слушна овие зборови берберот, почна и тој со своите шаретлуци. На вистина, Пео, твоите селани сите насуво се бричат. Само ти кој знае дали ќе издржиш, да не ти е лута брадата да ми го искрши бричот. Лута не лута, барај си брич. Кога можат тие насуво да се бричат, зошто пак јас да не можам? Ајде, инаку имам брза работа. Не задржувај со тоа твое лигавење са пунење, му одговори Пео и чекаше да го бричи. Берберот го зеде бричот и место да го точи, тој почна да го аби од каменот. Тргна еднаш два пати и брадата почна да прска настрана, а Пео да се мршти од болки. Во тоа време на вратата влезе друг муштерија, чорбаџијата Мито со 2-3 пилиња в раце. Ги остави пилињата во ќошот и се приближи на берберот и Пеа. Добар ден, мајстор Димче, го поздрави Мито берберот и продолжи. Машала, машала, и Пео си го налегнал денеска. Го погледна во главата Пео и се насмевна. Ама си го направил цел угич, машала. Има да блеат мариовките по него. Пео го искористи разговорот од чорбаџи Мита и му ја задржа раката на берберот, а му се обрна на од чорбаџи Мита. А пред чорбаџи Мито, зошто сте толку злобни вие чорбаџиите? Му рече и му се втренчи право во очи. Мито стана сосема сериозен, па му одговори. Оти бре Пео, оти, ами ете оти, не оставате да живее сиромав покрај вас. Ами што е Пео, барем ти ништо лошо немаш видено од мене, а бре јас, остави ме мене, туку другите сиромази не можат да се омрсат од вас чорбаџиите, му одговори Пео. Што не можат да се омрсат, кажи да, почна да се мурти Мито. Што не можат да се омрсат? Не гледам си купил пилиња, тоа што можат и сиромасите да купат, ами ти си чорбаџиот човек, ти дал Господ пари со товари, што се вели зборот. Купи ти нешто друго што не можат да го купат сиромасите. Остави им ги пилињата на нив. Што да купам друго, бе Пео? Од јагне и пиле има нешто посладко? Му одговори Мито. Пео одвај го дочека ова прашање и со сериозен тон му се обрна на чорбаџијата. Ами што да купиш? Купи, се замисли за миг, па како навиен будилник отпитла. Купи едно магаре да има цела недела да јадеш. Остави им ги пилињата на сиромасите. При овие Пеови зборови сите четворица почнаа да се смеат, а чорбаџи Мито се намурти и се врекна на Пеа. Ке купам магаре, Пео, ама ти да го јадеш, а не јас. Ги еде цес ни еден. Не знаеш што зборуваш. Кој јал магарета и јас? Ама така се вели лафот, да сигурно нема да купиш магаре, туку пак ке го јадеш, ами јас реков да ти напомнам да не им го земаш залакот од уста на овие сиромаси. Почна Пео да го успокојува чорбаџијата и му ги покажа со глава перперот и калфата. На овие Пеови зборови чорбаџијата се поразведри, та дури и тој почна да се смешка, ама не му беше право што го насамари Пео. Има и за нив, Пео, има. Не жалај ги ти нив. Еве за едно стрижење, бричање ки ми ја наполниш тавата јајца, ако не ти го зема ти грнчето, рече и погледна кон грнчињата па продолжи. На вистина, што донесе Пео на пазарот Маријово? Што имав, тоа донесов. Да не сакаш и тоа да им го земеш од пред носот, му одговори Пео и пак погледна во дуќанџиите. Со пари, Пео, со пари, не им го откинувам јас, ниту пак ги гачкам, Господ да чува, туку речи што има во грнчињата. Што им треба на чорбаџиите има, му одговори Пео и почна да се смешка под мустаќ. Маст, мед, веднаш погоди чорбаџијата. Токму тоа, маст, мед, што не јадат сиромасите. Мито почна да се оближува кога Пео му рече дека има мед. Ами цеден е медот или пити?
и медот е цеден и маста е топена. Туку прашај го мајсторов дали ќе ти отстапи, зашто јас немам пари за стрижењето и бричењето. Мито веднаш му се обрна на берберот. Ќе ги земеш Димо или да му дадам пари да ти плати? Берберот пак го навали Пео на столот да го подбричнува. Почна да трга со бричот така на суво, а Пео пак почна да се мурти, дури и солзи му навреа во очите. Зедов јас чорбаџи утринава. Не ми треба, му одговори берберот на чорбаџи Мита и му се обрна на Пео. Што е, Пео, што се муртиш, да не те боли? Го праша и престана да го бричи. Пео се подисправи на столот и почна да си ги брише солзите. А бре, не ме боли, туку знаеш што? Навистина и јас сум од Маријова, ама по смртче сум роден. Та не сум јунак колку другите Маријовци што се бричат на суво. Ако е кабил, насапуни ме малку, да не ти го расипам воздухот во дуќанов, му рече на берберот, па му се обрна на чорбаџи Мита. Почекај ме, чорбаџи, ако сакаш да ги земеш маста и медот. Берберот виде дека Пео не може да издржи на суво бричање и му нареди на калфата. Ајде, дете, насапуни го Пеа, дури да ја испушам цигарава. Си извади цигарата, му даде и на Тома и на Мита и подана со нив разговор во еден агол во дуќанот, а калфата почна да го сапуни Пеа. Но место да го натопи со вода, почна да му плука в лице и да трие со тврдата четка. Берберот, Мито и Томо, гледајќи што му прави калфата на Пеа, почнаа да се кикотат, а Мито продолжи со разговорот. Го слушнавте што едепце се? Купи, вели, магара да јадеш цела недела, да би срчка го изела, да Бог да даде. Ке јаде тој трици овезови, а јас ке јадам пилиња и маст и мед, баш за инат што ме насамери. Налегајте да му ги земеме поевтино, па ако сакате и да ги делиме. Земи ги, чорбаџија, земи ги, јас зедов изутрина малку, доста ми е. Па право да ти кажам, и пари немам за трошење, ми треба некоја пара, му одговори берберот на Мита, но затоа пак Томо му рече, да ги земеме со мене, јас маста, ти медот. Само гледајте да го налегнеме на цената. Не дека пак тој знае за цена, знае тој само за шередлаци, а за друго, љутуци се сите Маријовци, му одговори чорбаџи Мита, а берберот го праша калфата. Ајде, дете, готов ли си? Калфата го изнаплука Пеа, го истркала со четката и му одговори на берберот. Готов, мајсторе, готов, повелете. Сите тројца тргнаа кон столот на Пеа и берберот почна да го точи бричот, а Мито му застана на Пеа зад грб и го праша. Навистина, ки ми го продадеш ли медот, Пео? Јас пак за маста сум муштерија. Веднаш, по Мита, го праша Томо Пеа. Почекајте, нека ми издричи мајсторов, па ќе го правиме муабетот, и му одговори Пео на обајцата муштерии. Мито и Томо седнаа зад Пеа и во еден глас го замолија берберот. Ајде, мајсторе, побрзај да свршиме работа со Пеа. Берберот почна безмилосно со бричот по Пеовата брада. На брзина го избрича, му ја симна крпата од вратот и му рече: на здравје, Пео. Пео издигна длабоко, се фати за лице, се огледа во огледалото и му одговори: здравје да имаш, ама не издржа на сува, а? Му рече берберот. Пео почна да ја врти главата заканувачки. Ти рековде, по смртче сум роден, затоа не сум јак колку другите Маријовци. Туку што правиме сега за плаќање? Јас немам готови пари. Еве, ќе земеш од чорбаџиите за маста и медот, му одговори берберот. Пео почна да се мисли: не море, тие пари треба да ги однесам дома на Пејовица, а ми носам 10 јајца. Да ти дадам 5-6 ако се му насип. Еве, нека му се прави кефот и на чорбаџи Мита, што рече прегеска, на вистина ќе ти ја наполнам тавата. Берберот ја заврте главата, најпосле и така нека биде, Пео. Инаку денеска е пазар. Не одиме со калфата дома на ручек.
Ки ги спршиме тука на мангалот, ама ќе дадеш 8? Толку на Есапот ќе дојде, 8 јајца по 5 пари, таман грош, колку што чини стрижењето и бричењето. 7 ќе ти дадам, 7. Види им го ајрот и со здравје да си ги јадеш, му одговори Пео. А Ирлија нека е Пео. Едно јајце, ја било, ја не било, се согласи берберот и Пео стана од столот и извади од дисаѓите 7 јајца и му ги кладе на калфата во фесот. Кога Пео му плати на берберот, чорбаџи Мито го праша Пео: Ајде Пео, колку пари му бараш на медот? Колку ока има? Не сум го мерел, ни пак знам од ока полока. Ѓутуре ќе го платиш 10 гроша, му одговори Пео. Чорбаџи Мито се приближи до грнчињата, го поткрена едното, му го поткрена капаачето, пробуричка со прстот и лизна од медот. Велиш има 2 оки, да го платам 10 гроша, ти рековде, 1, 2, 3, гледај ти, јас сакам 10 гроша со се грне. Не можам да го чекам да го препразнуваш дома. Знаеш каде е Маријова? Треба бргу да си одам, ме чека Пејовица. Мито пак го поткрена грнето. Му се сторило дека има над 3 ока мед, и тоа 7 мед, па му рече на Пеја: Да ти дадам 8 гроша, Пеја, само 10 чорбаџи, ја 10 бре Пеја. Реков јас дека вие чорбаџиите сте стипници. Не јадеш ти чорбаџи 7 мед за 3 гроша ока, не. На овие Пеови зборови чорбаџијата Мито се поразлути. Да видиш дека ќе јадам Пео, а Ирлија нека е, го зедов, 10 и го извади кесето, та му избреа на Пео 10 гроша. Ја масва Пео, колку пари? Го праша чорбаџи Томо и го поткрена и тој другото грне. Седа со прстот и ја проба. 10 гроша чорбаџи, одсечно му рече Пео. Маста е поевтина од медот, Пео, и полесна. Маста е мас, медот е мед. Јас сакам и за неа 10 гроша. Ако ти чини, земја. Ако не, едне ми го маст пазар. Што е моје, ќе земам. Ајде, нека е Ирлија, ме бендиса, чиста стока, ќе ја земам, му рече чорбаџи Томо. Кога Томо рече дека е чиста стока, Пео се заврта настрана, си ја кладе раката на уста и почна да се кикоти и сам да се зборува за себе. Чиста е чорбаџи, чиста, само гаќникот бачот што си го омацка во врвот, инаку многу е чиста. Тоа што лижеа пците од неа, не дека е гнасно. Во тоа време чорбаџи Томо веќе го извади кесето и му ги брои 10 гроша на Пео, зборувајќи му: Повели Пео и со здравје да си го потрошиш. Пео си ги пушти парите во џебот од курдијата и тој го благослови чорбаџијата Томо. Сполајти, чорбаџи, сполајти, и ти со здравје да си ја јадеш. Мито и Томо си ги зедаа грнињата, се подбуцнаа, му намигнаа на берберот дека го излагале Пео. Чорбаџи Мито си ги зеде пилињата и си излезе од берберницата, поздравувајќи се со берберот и Пеа. Збогум мајсторе, збогум Пео, со здравје чорбаџи, со здравје, да си ги јадеш маста и медот. Ги испрати и Пео и почна да се кикоти, па некако како да се присети нешто му се обрна на берберот. Да немаш едно време кадраџија тука кај тебе, мајсторе? Сакам да се кадросам. Вака убаво стрижен и бричен. Како не, Пео, како не, извикај мајсторот божен восхитен. И него надвор кај чека муштерии. А кон калфата, оди дете, викни го кадраџијата да го кадроса Пео. Веднаш, мајсторе, веднаш, одговори калфата и истрча низ вратата. За миг влезе фотографот во берберницата. Повелете, мајсторе, да кадросам некого, праша и се погледна во Пеа и се насмевна. Побратимов Пеа сака да се кадроса, туку многу се брза. Ако можеш на брзина да го чкрапнеш и за плаќање со јајца плаќа. Таман денеска немам ништо за ручек, а за бргу, ако сакам, имам јас и готови.
може да си избере да не чека. Аманде, извика Пеја, уште поарна. Дај да ги видам тие готови, да не губиме време, ни ти, ни јас. Фотографот извади едно топче слики од мажи и му ги даде на Пеја. Овој ги преврѓа, загледувајќи се во секоја, па при крајот се задржа на една убава слика од едно младо момче селанче. Еве оваа личи на мене, ќе ти дадам 3 јајца за неа, му рече на фотографот. 5 ќе дадеш за неа, Пеја, 5. Гледаш што е убав, ете каков сум те кадросал, рстлан, левен момче, зар не? 3, толку остана, ни половина повеќе немам, а и да имам, не ти давам повеќе за готова слика. А Ирлија нека е Пеја, давај ги, се согласи фотографот. Пеја си ја кладе сликата в пазови, ги зеде дисагите, ги извади 3 јајца и му ги даде на фотографот, пак со истиот благослов. Алал нека ти се и со здравје да си ги јадеш. Си ги крена дисагите на рамо и си излезе од берберницата, завртувајќи се, од вратата му подвикна на берберот. Збогум мајсторе и добро видување до пазар. Берберот го испрати со насмевка. Збогум Пеја, и гене бујрум до пазар, доведи ја и Пејовица да ја направа мугичи да се кадроса. Пеја си излезе, а берберот почна разговор со фотографов. Ама будала Маријовец, готова слика зеде, 3-4 оки мед и масим ги даде за по 10 гроша. Да знаев дека толку ефтино ки ги даде, ки ги земев јас. Такви се сите тие горијани, ни есап, ни кесап не знаат. Се ѓутуре продаваат, ѓутуре купуваат. Туку како ќе ги готвиме ние сега јајцава? Вие двајцата имате 7, јас 3, горе-долу по толку сме. Ајде да ги испржиме заедно, а јас ќе дадам полока вино што му ги зедов на Пеја за бадијала. Вие ќе ја дадете пак маста. И берберот му нареди на калфата. Распретај го дете мангалот и земи го тавчето, тури малку од маста што ја зедовме утринава. Калфата го донесе мангалот, насред берберница го распрета жарот, ја донесе и тавата со маст, ја кладе да се топли. Берберот ги зеде јајцата и еден пјат, да ги крши со него и да ги мати за да прави кајгана. Седаа столови обајцата со фотографот и седнаа кај мангалот. Калфата ја држи тавата. Берберот му рече на фотографот: "Ки ги изматиме во пјатов да збунат 10 јајца, таман манџа што велела и трета невеста." И почна да крши 2 јајца едно од друго. Уште со првото удирање едното пукна, а берберот се вџаши. Го поднесе под нос, го помириса и се намрти, обрнувајќи му се на фотографот му рече: "Абремјова смутка пустињево", и му го поднесе под нос и тој да го помириса. Кога го мирисна и тој се намрти, па веднаш ги чукна и неговите 2, ама веднаш и тој ревна. "Абремјова, ах, суртук Пеја, туку чекај да видиш, ако ми стапнеш уште еднаш во дуќанов." Почна да му се заканува берберот на Пеја и ги искрши сите јајца, ама сите излегоа смутки. Така навреден берберот почна да се зборува: "Луѓе, за колење од кај вратот овој Пеја. Ако ми дојде друг пат, ќе му го тргнам бричот како на јаре." Види како не насамари обајцата. Почна да ја врти главата заканувачки и да цука. Туку така цука и се чудеа берберот и фотографот, енети го на врата се појави чорбаџимито и почна да вика: "Кај фати бре тој лаж го сортата негова Маријовска?" И дојде до мангалот. Го погледна берберот и двајцата почнаа да се смеат. "Смутки?" го праша покажувајќи со глава на искршените јајца. "Сите до едно," му одговори берберот. "А тебе?" "Мене побетер, верата негова Маријовска. Погоди што ми продаде." Берберот ги крена рамениците. "Од кај знам?" "Смола борова, брато, смола."
ама така личи на цеден мед, та слинките ки ти потечат кога ќе ја видиш. А кладе ли в уста една капка, пелин не и е рамен, горчи пелин ти велам. Дури сите се изнасмеа убаво, на вратата се појави и другиот чорбаџија Томо и тој ја разбра работата, та почна и тој да се смее. Берберот и него го праша: а тебе чорбаџи Томо? Се знае моето, урда, го наполнил син мајчин 3 череци урда, а 2-3 прста од озгора маст и ми ја тапо со сета место маст. Затоа ги продаваше и медот и маста со се грниња. Се сети сега чорбаџимито, па продолжи: најпосле нека ни е на здравје на сите. Не стоши тој маж со самар на